Новата систематизација во Министерството за внатрешни работи се очекува да отстрани околу 38% од шефовите на полицијата, заменик шефовите, помошниците и другите раководни структури, најави министерот Панче Тошковски. Според него повеќе од 1/3 од раководните структури ќе бидат намалени бидејќи не извршиле конкретни функции и покрај високите плати. Новата реорганизација ќе обезбеди конкретни одговори за раководителите, но нема да биде чистка за раководните структури на другите етнички заедници, изјави Тошковски. Законот во себе, систематизацијата во себе и се оно што е подзаконски акт во себе не подразбира претходно и етнички предзнак. Односно, секој еден кој што исполнува условија на соодветен, има соодветно образование, вештини, години искуство, претходни искуства во рамки на Министерството и така натаму, ќе може да биде избран, аплицира на оглас и така натаму во рамки на идната организациона структура, а јас лично можам да кажам дека познавам огромен број на професионалци албанци што работи, секако дека сигурен сум на раководна структура во рамки на Министерството ќе има. Премиерот Христијан Мицкоски рече дека постои потреба од нова систематизација во многу институции и дека овој процес треба да се спроведува од време на време поради промената на потребите. Тој додаде дека нема да се загрози правичното и адекватното представување на професионалците од различна етничка припадност и дека прашањето нема да се политизира. Дека ќе има правична застапеност, тоа апсолутно да никој да нема грижа, правична застапеност ќе има. Законот, мислам дека на денешната или на следната недела на владина седница ќе го поминеме, овој кој што доби позитивно мислење од Венецијанска комисија, ќе се најде пред пратениците, така што ние немаме намера како влада апсолутно да политизираме нешто кое што е уставно право на некого. Тука да немате дилема. Сега има опозицијски политички партии кои што со конструкции, со измислици се обидуваат да создадат поларизација во општеството, но ние поинаку се однесуваме. Покрај тоа се очекува реорганизацијата да го затвори СВР Дебар и да го вклучи во рамките на СВР Охрид. Процесот на систематизација во Министерството за внатрешни работи беше проследен со бројни реакции од албанската опозиција ДУИ, која вели дека секоја промена што ја погодува структурата и функционирањето на локалната полиција директно влијае врз безбедноста на граѓаните, ефикасноста на услугите и институционалната еднаквост. Во одговор на критиките за именувањето на главниот началник во Охрид, кој ги покрива и Струга, Кичево и Дебар, заменик министерот Астрид Исени рече дека некогаш е проблематично да се најде соодветна личност, но додава дека со новата систематизација ќе се обезбеди таа позиција повторно да припаѓа на албанците.